Преку пркос да ја покажеме вистинската вистина за Македонија на секаде во светот. Ке се трудам да се борам за Македонија и подобар живот на македонските граѓани, вели премиерот Христијан Мицкоски по посетата на Вашингтон. Тој оцени дека и оваа посета на САД била плодна и сигурен е дека Македонија како држава влегла во оптиката на луѓето кои имаат најгласен звук во светот. Очекувањата на премиерот се дека наскоро следат добрите резултати да бидат видливи, интензивни и големи. Нашата амбиција е таква да се обидеме да преку пркос ја прекажеме вистината на вистинската вистина која што нас македонците посебно, а и граѓаните во Македонија не боли, затоа што тоа е вистината која што ја чувствуваме сите ние и таа создава една фрустрација. И ќе продолжиме да се бориме и понатаму, се додека нормално се занимаваме со оваа работа и се додека ја предводам владата на секаде во светот ќе се трудам да се борам за вистината за Македонија и подобар живот на македонските граѓани. Мицкоски ја потенцираше и големата меѓународна поддршка на Македонија, но вели дека камен на сопнување на евроинтегративниот пат е само една европска членка, која ја кочи државата за влез во Унијата. Добиваме ние од сите страни конкретна поддршка, мислам, никој не рекол дека извинете не ве поддржуваме да се интегрирате. Сите ги разбираат нашите аргументи, сите позади завеса застануваат, стегаат рака и велат тоа е тоа, таа е вистината. Доста одвојни стандарди, потребно е да одите напред, но за жал има некои земји членки во Европската Унија, една земја членка во Европската Унија, сите ние знаеме, која што се обидува наместо да работиме во 21. 22. век да се враќаме назад во средновековието и во 11. 12. век. Ето отприлика таа е реалност. Инаку апсолутно добиваме и сите буквално со симпатија гледаат кон оваа, би рекол, малубрена земја во срцето на Балканот. За само еден месец Мицкоски имаше 2 посети на Вашингтон, а вкупно 3 за помалку од една година. Честите посети на премиерот во САД се доказ за добрите билатерални односи помеѓу Скопје и Вашингтон, оценуваат експертите. Председателот на владата во петок на 28 февруари заминува во Истанбул на средба со председателот Реџеп Тајип Ердоган, а неколку дена подоцна ќе учествува на меѓувладина конференција во Будимпешта.